кога ќе го прашате син ми што работи тато, он ќе каже на телефон. Он мисли дека јас тоа работам, бидејќи овој период беше интензивен период на комуникација. Имав чувство од прв ден дека годината ќе биде историска. Започна со катарза, со болка. Обично децата се раѓаат со болка. Убавите работи се раѓаат со болка. Сите лидери на Европската Унија сакаат приказната да успее. Најодлучна во таа цел ми беше Меркел, најстрог ми беше Макрон. Строг во смисол дека мора Европа да ја консолидираме пред да ја направиме поголем. Требаше да се затварат 3 сензитивни прашања. Тоа беше договорот со Бугарија, тоа беше законот за јазици и тоа беше договорот со Грција. Кога го подпишавме договорот со Бугарија, тогаш ја сменив реториката несвесно и вокабуларот со амбасадорите. Реков, тестот го поминавме. Сега сум убеден дека оваа коалиција ќе успее да ги донесе и другите тешки одлуки. Дека двете страни имавме емоции, тоа се гледаше. 27 години бевме робови на еден мит. Енергијата што се ослободи од подпишување на договорот беше толку мокна да не можеше да остави равнодушен ни еден таму. Нимиц и сам кажа, мислам дека и јавно, дека е најдобриот поклон за неговиот роден ден. Меѓутоа, изгледа човекот не сака да оди во пензија, па им се понуди на грците да посредува и за другите спорови. И рече, поздрави го, Али, тој е најмудриот човек кој што сум го запознал во овој тежок и долг процес. Бев у една посебна ситуација, бидејќи се плашев дека ќе бидам погрешно разбран од колегите заради тоа што сум албанец. Функциониравме перфектно како тим. Одлуките ги носевме заедно, најголемата одговорност Заев, главен преговарач Димитров, освен во моментот на тие 3 критични дена кога моето претварање во мост помеѓу страните, сметам дека имаше значителна улога. Нашата улога со планот 369 беше во краток рок, 9 месеци, да можеме да испорачаме резултати кои што ќе ги сечат конците меѓу политиката и безбедносните служби, судството, администрацијата. За да го фатиме овој воз, кој што, како што ни рече Могерини на првиот состанок, ќе помине еднаш оваа година низ Балканот и нема да помине после во наредните години. Кој ќе се качи на тој воз? Тие што ќе имаат тикет во раце. Тикетот нас ни беше планот 369.